Денеска се одржа 38-та редовна седница на Советот на која советниците расправаа по 13 точки од дневниот ред. На седницата беше разгледан и усвоен извештајот за работењето на комуналното јавно претпријатие Водовод за периодот од 1.1.2020 до 31.3.2020 година со финансиски показатели. Предлог одлука за давање на трајно управување и користење без надомест на изградена водоводна, фекална и атмосферска канализациона мрежа во 2019 година на комуналното јавно претпријатие Водовод. Предлог програма за дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација на подрачјето на општина Кочани за 2020 година. Предлог план за дополнување на годишниот план за јавни набавки на општина Кочани за 2020 година. Извештајот за извршување на буџетот на општина Кочани за првиот квартал од 2020 година. Предлог одлуката за изменување на одлуката за сопствено учество во проектот Планински велосипедски рај. Предлог одлука за сопствено учество ко финансирање на проектот за изградба на социјални објекти за ромите од старата касарна. Предлог одлуката за усвојување на урбана ревизија, предлог програмата за изменување на програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2020 година. Потоа предлог програмата за изменување на програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2020 година. Предлог планот за изменување на планот на програми за развој на општина Кочани за периодот 2020-2022. Предлог одлука за изменување на распоредот на средствата на буџетот на општина Кочани за 2020 година и предлог одлуката за проширување на средствата на буџетот на општина Кочани за 2020 година. Со оглед на вонредната состојба предизвикана од коронавирусот, седницата се одржа во салата на Спомен домот Аснов. Општинските служби задолжени за подготовка на седниците известуваа дека просторот за одржување на седницата е избран со цел да се почитуваат мерките за заштита од ширење и спречување на коронавирусот. Салата Аснов, која додека функционираше правниот факултет од Универзитетот Гоце Делчев, се користеше како амфитеатар, но неодамна и во надлежност на општина Кочани и пред почетокот на седницата истата беше дезинфицирана.